На денешната информативна кампања за првиот повик за поднесување на проектни предлози по програмата за прекугранична соработка Интерек ИПА Бугарија Македонија на територијата на Република Македонија, што се одржа во Пробиштип, присуствуваа голем број представници на единиците на локалната самоуправа од Источниот Атлантски регион, невладини организации и други заинтересирани. Во името на градот домаќин, гостите од Бугарија и од регионот ги поздрави градоначалникот Тони Тоневски, кој го истакна задоволството што токму неговиот град е избран за домаќин на вака значајна кампања, која треба да отвори голем број проектни активности во насока на подобрување на условите за живот и искористување на потенцијалите на пограничниот регион. Денеска општина Пробиштип е домаќин на информативниот ден кој што треба, на која што средба, односно на која што информативен ден треба сите заинтересирани за да се информираат, односно да им се објасни што представува новиот повик кој што е одобрен од крајот на септември, трае до 25 јануари, на кој што повик ќе има повеќе институции ќе треба да аплицираат со проекти заедно со партнерите од страна на Република Бугарија. Основната цел на кампањата беше успешно запознавање на сите заинтересирани со правилата за учество во првиот повик за поднесување на проектни предлози по програмата за прекугранична соработка Интерек ИПА Бугарија Македонија, Министерството за локална самоуправа и заедничкиот секретаријат на програмата за потенцијалните корисници на територијата на Република Македонија. Во трите тематски целини предавачи презентираа како да се пополнуваат барањата за апликација по повикот за проектни предлози, потоа информации околу структурата на предлог проектот и пополнување на формуларот за апликација и динамика на развивање на буџетот на проектот и подобноста на трошоците.